Во тој извештај има еден посебен дел кој што се однесува на мигрантите и еден прецизен дел кој што се однесува на центарот во Гази Баба, за кој што велат дека условите за престој или за притвор во овој центар значи се нехумани и деградирачки и како третман се водат како прекршување на конвенцијата. Значи оваа квалификација е многу сериозна и мислам дека треба да ги замисли уште еднаш властите и ова е уште еден обид да ги сензибилизираме за потребата итно да преземат мерки да овие луѓе бидат ослободени и евентуално бидат третирани соодветно или сместени во соодветни места и локации за тоа. Исто така, осврнувајќи се на задржувањето на тие луѓе таму, значи на сите им е јасно, веќе и јас тоа неколку пати го повторив сите овие денови, дека тие луѓе се во центарот во правно нерегулирана ситуација и затоа барав од самиот старт тие луѓе веднаш да им бидат стопирани постапките, бидејќи сите рокови за постапување се поминати. Плюс на тоа, луѓето кои што се таму во својство на сведоци, значи по нашата легислатива во Република Македонија не смее да бидат држани во притвор или веќе во заточеништво излегува. И Комитетот против тортура се осврнува и на овој дел, потенцирајќи дека апсолутно е неприфатливо луѓе да се задржуваат во вакви центри без рок или надвор од секаков можен рок и дека тоа исто така може да се третира како прекршување на Конвенцијата против тортура. Во овој извештај значи они даваат и заклучоци, препораки и еве во тој смисол најбитната препорака на оваа тема значи би била дека тие бараат веднаш да се преземат мерки за да се запре нехуманите и деградирачки услови на притвор во центарот во Гази Баба и како пример за итна мерка би било затварање на истиот центар. Значи еве не бара суадмисини, бараат од Обединетите нации во извештајот на Комитетот против тортура и велат итно. Така што она што и недостасува на јавноста во Република Македонија е да се видат прецизни мерки, да се види конкретен план, да се видат конкретни рокови кога и како ќе се реши судбината на овие луѓе. Јас од првиот ден на штрајкот најавив дека штрајкот нема да запре додека судбината на овие луѓе не биде решена. Јас се надевам дека и после оваа објава значи дефинитивно властите ќе превземат конкретни и брзи мерки за да се прекине оваа голгота на луѓето кои што се заточени таму. И најавувам, значи како нешто второ што сакам да ви го соопштам денеска, најавувам дека доколку во текот на денешниот ден, значи македонската јавност не добие конкретен план за тоа кога и како ќе се реши судбината на овие луѓе, значи мојот тотален штрајк продолжува и утре во исто време ќе ви се обратам со нова состојба одпред влезот на центарот во Гази Баба. Мојот тотален штрајк продолжува и натаму и ќе продолжи и утре, значи да се надеваме дека властите ќе превземат мерки и дека задутре на 20 јуни на меѓународниот ден на бегалците ќе можеме сите да го одбележиме тој ден на начин најдостоинствен можен не само за државата, за граѓаните на Република Македонија, туку и за луѓето кои што се заточени таму, а тоа е значи на меѓународниот ден на човекови права тие луѓе да бидат во состојба да речат дека завршила нивната голгота во тој центар. Меѓутоа, она што е важно да се потенцира и македонската јавност мора да знае е дека центарот за баратели на азил во Визбегово се преполнува веќе. Така што апсолутно итно се потребни мерки за изнаоѓање на алтернативни решенија за сместување и ако е потребно правно процесирање на овие луѓе. Оваа состојба е веќе неодржлива во
во Газибаба ќе стане неодржлива или можеби многу скоро ќе стане неодржлива и во Визбегово, така што мора нешто подитно да се превземе како алтернативно решение. Меѓутоа центарот во Газибаба мора да се затвори.